Како што најавивме, одиме повторно во живо пред Министерството за здравство. Заврши средбата на министерот Филипче со собствениците на приватните клиники. Каков е епилогот, дознаваме од колечката Миријана Давидовска. Мими повели со информациите. Така, веќе паднал договор помеѓу министерот за здравство и собствениците на трите приватни клиники во државата. Старата болница, како што споменав и во првото јавување на Систина, Мала Богородица, ќе биде претворена во инфективно оделение каде што би се лекувале околу 100 пациенти, бидејќи толку болнички кревети има на располагање во оваа клиника, а за нив ќе се грижа и лекарски тим составен од сите три приватни болници. Во продолжение да ги слушнеме изјавите од собствениците. Официјален став во врска со договорот ќе соопшти Министерството. Сакам да ви кажам од името на трите болници дека постигнавме договор во интерес на граѓаните на Република Македонија, во интерес на приватните болници и сето тоа ако остане така по договореното кој што го говоривме, сите три болници и другите болници приватни што се помали ќе бидеме вклучени во помошта на граѓаните во борбата со COVID-19 и сите наши ресурси кои што ги располагаме. Што значи ако може малку поконкретно со лекари или пак со болнички капацитети за сместување на пациенти? Комплетно ги прифативме условите од Министерството, ние ќе дадеме комплетно меѓутоа детали се договоривме да ги соопшти министерот и Министерството за здравство. Комплетно стоиме позади договорот што го постигнавме со Министерството за здравство, со сите нивни услови кои што беа поставени за нас. Да, начално имаме договор, имаме концепт, ние стоиме за сето тоа. Министерот и Министерството треба да го водат сето ова. Ние сме тука да помогнеме и во опрема, и во кадар, и во логистика. Така да за сега нема никакви недоразбирања или нешто за кое требаше да се расправаме, него напротив, мислам дека сите сме во тој правец да помогнеме секој колку може најмногу во оваа ситуација. Јас не би имал нешто посебно да додам, значи ова што го кажа колегите, се надевам дека ќе биде ставено во служба на граѓаните, на пациентите и да се надеваме дека и успесите во справувањето со оваа епидемија ќе бидат подобри. Што само додаеме дека стариот објект на Систина ќе биде претворен во комплетна нова инфективна болница, опериран од приватните болници под контрола на Министерството за здравство. А Министерството ќе ви соопшти поише детали подоцна во изјавата. Дали се разговараше евентуално кога пациент ќе биде примен во болнички услови, дали тој ќе биде третиран, кој ќе одлучи дали приватно или пак државно? Рековме дека Министерството ќе го контролира објектот, а ние медицински ќе го раководиме. Ова беа славовите од менаџерите на приватните болници. Во овој момент ги слушаме деталите и од министерот Венко Филипче. Што конкретно се договоривте и едно од најважните прашања кои ќе ги плаќа трошоците доколку пациент биде препратен во приватна болница на лекување? Вечера постигнавме договор и обезбедивме капацитет дополнителен од 100 кревети, а тоа се ресурси кои што државата ќе ги користи од приватните болници. Заеднички се договоривме да тоа биде болницата Мала Богородица, старата болница на Систина, каде што може да се сместат 100 пациенти. Целосно ќе бидат опремени од страна на сите приватни болници со нивни заеднички договор. Од таму ќе биде обезбеден и кадар и материјали за работа и за сето тоа соодветен на доместок согласно постојните закони ќе плаќа државата. Значи дека дополнителен капацитет од 100 кревети кој што ќе биде на располагање некаде на крајот на неделата, до тогаш и во нашите болници сега има сосем доволен број на слободни кревети. Ние утро имавме координација со сите директори на клиниките тука у Скопје, болницата 8 септември, на линија сме и со директорите на болниците во државата, клиничките и општи, така да оваа недела има доволен број на кревети, ова е еден дополнителен капацитет за период кој што доаѓа. Останато се договоривте, бидејќи тие велат за се што се договоривме, остануваме на тоа и се ќе помогнеме што е потребно. Што се другите детали? Целосно ќе се опреми таа болница, таму треба да се инсталира кислород, што ќе биде готово за неколку денови, ќе се донесе опремата која што физички не е таму, секој ќе партиципира согласно можностите, согласно големината, согласно капацитетите, така да тој број на кревети 100, верувам дека во следниот период кој што доаѓа ќе биде сосем доволен да се оваа криза изменаџира.
Кога точно почнува да работи? Според проценките кои што сега ги правиме, ако ние остануваме во комуникација следните денови, заради тоа што е сепак ова една целосно нова организација, прогнозите се дека некаде на крајот на неделата ќе биде тој болнички капацитет целосно спремен да почне со работа. И само за крај, ако може попрецизно, дали граѓаните треба да бидат сигурни доколку бидат препратени во приватна болница дека нема да сносат дополнителни трошоци? Не, апсолутно. Сето тоа е на трошок на државата. Министер е во однос на кадарот кој што ќе работи таму. Целосно од приватните болници, од нивните тимови. Ви благодарам. Благодарам. Иванова беа деталите, има финален договор, како што споменав и во почетокот, се отвара нова клиничка ковид болница каде што ќе бидат лекувани и третирани 100 пациенти, толкав капацитет ќе има оваа нова болница, а за сите ресурси лекарски тим ќе падне на товар на приватните болници. Така, она што е важно е дека граѓаните нема да ги сношат трошоците за лекување во овој дел кој што го обезбедија приватните клиники. Миријана Давидовска, ти благодарам за овие информации.